За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите новогодишна сарма на наш начин. Рецептот го започнуваме со тоа што во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. Додаваме лажица свинска маст. Кромидот ситно го сечкаме. Исечканиот кромид го ставаме да се пржи на загреаната мрснотија. Пршутата ја сечкаме на коцки. Откако кромидот ќе омекне во тавата ја додаваме исечканата пршута. Во зовриената вода во тенџере на оган ја ставаме коцката да се вари супа. Во тавата го додаваме меленото месо. Мешаме за време на пржењето. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Во тавата додаваме една лажица букова сол. Во тавата го додаваме оризот. Ја тргаме тавата од оган. Тенџерето во кое ќе ја вариме сармата го попрскуваме со масло за јадење. Со четка ја намрснуваме целата внатрешност на тенџерето. Дното на тенџерето го покриваме со листови зелка. Го земаме првиот лист зелка и го сечеме на половина. Ги отстрануваме кочаните. Го ставаме првото парче зелка на даската за сечење. Врз листот зелка ставаме од филот и ја виткаме сармата. Готовите сарми во круг ги редиме во тенџерето. Истата постапка ја повторуваме додека не го затвориме кругот. Сланината ја сечкаме на коцки. Парчињата сланина ги расфрламе врз сармите. Во празнината на средината на тенџерето ставаме парчиња буткица. Колбасите ги сечкаме на кругови. Парчињата колбаси ги расфрламе во тенџерето. Потоа во тенџерето редиме еден ред од парчиња буткици. Повторно почнуваме да виткаме сарми. Готовите сарми во круг ги редиме во тенџерето. На средината на тенџерето повторно ставаме парче буткица. Со црпалка во тенџерето налеваме од супата од коцка. Врз сармите наросуваме 3 кафени лажици црвен пипер. Ја додаваме преостанатата супа. Во тенџерето ја додаваме и преостанатата свинска маст. Сармите ги покриваме со листови зелка. Врз зелката ставаме чинија. Го ставаме тенџерето на оган. Го покриваме тенџерето со капак. Оставаме сармите да се варат 2 до 3 часа. Во тенџере на оган ставаме путер да се растопи. Во тенџерето додаваме млеко. Посолуваме. Го додаваме прашокот за инстант пире. Мешаме со жицата. Откако пирето ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. По 2 парчиња сирење ставаме на двата краја на чинијата за сервирање. На едниот крај од чинијата за сервирање го сервираме пирето. Сармите ги вадиме од тенџерето и ги редиме на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата ги редиме месото и колбасите. Добар апетит!